Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Ваш термин 17:10. Повторно сме тука со вас и за вас, се разбира, се со цел да ви информираме за проблемите со вашето здравје. Оваа емисија ќе биде посветена на проблемите кај дишните патишта, со дишните патишта кај најмалите, кај децата. Меѓутоа, говорејќи за сите тие проблеми, секако дека информациите ќе бидат корисни и за постарите. Причина повеќе што многу изминатиот период, многу информации кружат низ медиумите дека се повеќе се полни детската болница во Козле за белодробни заболувања или Институтот за белодробни заболувања во Козле со болни дечиња кои што имаат проблеми со дишните патишта. И се надевам дека вие како прв човек директно ќе ни информирате и ќе ни кажете дали навистина е точно дека дека е полна детската болница Козле со болни дечиња или медиумите само шират дезинформации. На самиот почеток да се заблагодарам за поканата за учеството. Нормално дека граѓаните на Република Македонија мора да ја знаат вистината и само вистината, дека што е она што се случува кога станува збор, па барем за здравјето на нивните најмили. А тоа се дечињата. Таа како тема е обширна, неисцрпна, сеопфатна, може да се дискутира во сите правци, но бидејќи Институтот е за белодробни заболувања кај децата или болница Козле, ние конкретно може да кажеме дека какви се ситуациите таму во овој момент и каква е она и ситуацијата во која што вие слушате преку сите медиуми, дали има, како да кажеме, точна информација сите и дали сите ние може да се подпреме на таа информација. Нормално, како прв човек на таа институција, заедно со својот тим, кој што работи безпрекорно толку години, иначе Институтот за белодробни заболувања кај децата постои од 65-та година, па се до ден денешен обстојува, работиме со полна паре. Она што е вистината дека во овој период е, да кажеме, и сам вистински период за појава на овие белодробни или респираторни заболувања кај дечињата, со тоа да ние во тој сегмент даваме свој допринос кон подобрување на нивното здравје. И кон се она што може да го направиме кога станува збор за оваа проблематика и проблематиката од овој тип. Далеко од тоа дека болницата е преполнета, гледаме да заради одредени причини кои што се нам, како кажеме, добро познати како медицински лица, кога станува збор за преполнета болница, станува збор веднашка и за одредени интрахоспитални инфекции кои што може да се случат кај дечињата, кои што се многубројни. Ние гледаме за сето тоа биде добро абсолвирано, добро изменаџирано, добро проследено, за да не настанат такви компликации. Да, болницата е во постојан оптек, значи болницата е со постојано присуство на пациентите, нормално и целисходно за овој период од годината, кој што ќе трае, да кажеме, нели, 6 месеци, значи имаме есенски период и зимски период, каде што 80% од патологијата е на белодробието. Болницата Козле и сега во моментот функционира безпрекорно, функционира со 91 легло за деца и 91 легло за мајки. Во сегашниот период, тоа е до ден денешен, имаме хоспитализирано околу 70 на дечиња и 40 и нешто мајки. Значи, далеку сме од преполнување на капацитетите на самата болница. Меѓутоа, со оглед на тоа дека преодно време, есен, температурите променливи, загадување на воздухот, лош имунитетот опаѓа кај децата, имаше ли покачување на бројот од претходно? Значи вака, нормално е дека со самиот период, како што напоменам на самиот старт, е дека ние во овој период сме со таа проблематика и се бавиме со таа проблематика и е нормално да биде бројот на пациенти покачен. За разлика од летниот период, кога веќе имаме и намалување на самиот проблем околу белодробието, но имаме и факт дека со самиот момент на загадувањето се очекуваат одредени промени заради перзистентното изразување, односно изложување на едно детско белодробие на тие штетни PM10 честички и на сето она што се вика загадување. Во моментот можам само да кажам дека да, штетност
постои од тие PM10 честички, тие представуваат толку ситни честички кои што влегуваат во самото белодробие и се таложат, а со тоа и настануваат поради тоа хемиска реакција од нивна страна, настануваат и првичните проблеми кога станува збор за едно такво чувствително белодробие кај децата. Но бројката е очекувана. Така. Колку време веќе сте, ми се чини околу 4-5 месеци, 4 месеци, да. Се случуваат ли некои промени во однос на подобрување на квалитетот на услугите и од страна на целиот оној персонал кој што го има во детската болница Козле, бидејќи честопати луѓето кога ќе појдат тамо наидуваат на некоректен однос, на можеби малку сега кога ќе појдете таму сите одите за нешто што е итна потреба. Претпоставам дека одат со дечиња кои што се премногу болни, со високи температури, и со ред други проблеми кога станува збор за здравјето. Дали ќе внимавате на тоа да се биде услугата од страна на докторите на високо ниво? Нормално со настанувањето на промената која што настана на раководната структура во самиот Институт за јавно здравје настана и нови промени. Бе имплементирани доста мерки од типот на воведување на трета смена лабораторија, воведување на нови методи за докажување на одредени ретки заболувања кај нас, со кои што и ние работиме, ќе го спомнам и ќе го напомнам и Центарот за цистична фиброза, кој што е во склоп на самиот Институт за белодробни заболувања, правењето на квантиферонскиот тест, каде што имаме нов момент, да кажеме, за испитување на латентна туберкулоза. Нормално дека туберкулозата треба првим да ја бараме и кај дечињата, а подоцна и во оние што се во нивното обскружување или дали дошло од нивна страна до такво нешто. Доста огромен број на промени и нови методи кои што сакаме да ги имплементираме во текот на наредниот период, веќе сами сте сведоци дека доста институции, дури град Скопје, дадоа и пружија рака на оваа институција, бидејќи станува збор за работа со дечиња, со нашата иднина, да ги наречам, со она што е наше потомство и завештание кој што ќе го оставиме за подоцна, да сведочи за нас, за се што сме направиле. Односот нормално дека, мислам дека професионалниот тим си е на ниво на својата задача. Нормално е да секоја институција претрпи одредени промени кон подобро, за да се добие само поквалитетна услуга од страна на персоналот. Нормално и родителите кои ќе се задоволени со таа услуга и со целата таа ситуација ќе дадат свој личен допринос, да може да работите ги одвиваме во правец на подобрување на квалитетот и да имаме едно квалитетно здравство кое што се протежира од новата влада и од Министерството за здравство, така да можам да кажам дека досегашниот тек на работите води само кон подобрување на квалитетно и добра услуга во нашата институција. Така. Со оглед на тоа дека веќе сте 4-5 месеци, ја знаеме здравството во каква состојба беше, се надевам дека ќе сторите се, нели како прв човек на детската болница Козле, да сите тие услови кои што се неопходни за лекување на сите дечиња и за прием на болните дечиња бидат на високо ниво. Тука негде малку ќе направиме пауза, јас би сакала до гледачите да доставам една информација, а потоа ќе продолжиме со разговорот околу проблемите со дишните патишта. Значи, за сите оние кои што не следат, јас се обидов да издействувам да имате и некои подароци. Направивме една мала соработка со Фарма С и од денешната емисија, па во секоја емисија на ваш термин ќе делиме суплементи, додатоци кои што ќе ви користат вам. Денес делиме, значи, Пробаланс Имуно, кој што содржи витамин С, содржи цинк и содржи пробиотици, кои користат за зајакнување на имунитетот. Значи, може да ги користат и возрастни и деца постари од 14 години. Па за сите оние 5 гледачи, 5 месечни пакувања имам, 5 гледачи, оние кои што ќе се јават во програма и нормално може да се вклучат во нашиот разговор, да постават и некое прашање во однос на темата, во однос на загодувањето, во однос на проблемите со дишните патишта и ќе добијат на подарок едно пакување од Пробаланс Имуно. И те се надевам дека ќе ви биде од корист и се надевам дека ќе ви го подобри имунитетот за оние кои што ќе си ги добијат. Доктор Ангелче, значи, ајде сега ние вака да продолжиме со разговорот околу инфекцијата на дишните патишта кај дечињата
кои што се јавуваат во овој период и кои што, како што кажавме, се на зголемене бројот на појава. И меѓутоа да имаме гледач да слушнеме кој се јавува. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до водителката и до докторот. И се јавуваме за тој... Многу слабо слушам. Ало. Сега добро. Кажете. Се јавуваме за тие... За витамините. Капсулите. Добро. Некое прашање имате? Поздрав многу до докторот и до вас и нема Добро. друго шо. Име и презиме само кажете ми. Петровска Лубица. Добро, во ред. Ќе ви кажам на крајот како ќе може да ги подигнете витамините. Ајде ние да започнеме со темата и нормално сите оние кои што ќе сеат дополнително ќе си добијат дел од подароците. Значи, какви се инфекции на дишните патишта постојат? Како се делат? Значи, мора да се напомене дека кога станува збор за респираторни инфекции, ние ги делиме на два вида. Горно-респираторни и долно-респираторни инфекции, тоа се оние инфекции кои што го зафаќаат горно-респираторниот и долно-респираторниот систем или тракт. Обично и претежно, поради самиот факт кога се работи за дечињата, знаеме дека првично инфекцијата е од вирусен карактер, доколку дојде до пад на имунитетот и во подостежниот период може да се накалиме некоја бактерија, па да добиеме баш буквално една комбинирана суперинфекција која што ќе ни даде вирусолошко бактериска инфекција. Нормално дека според тежината на самиот момент, ние треба да ги тука убаво да ги дистанцираме и да ги направиме една одредена дистинкција меѓу за какво запаление и за какво воспаление се работи. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Вака, поздрав до вашиот гостин. Благодариме. Дали имате некое прашање да поставите, освен што ќе ви подарам една кутија од пробаланс имуна за вас? Имам неколку прашања. Повелете. Значи, првото прашање во врска со белодробните обструктивни заболувања. Така. Значи, вака сега, станува збор за возрастен човек, тоест за мене. Во последно време имам тегови во градниот кош, односно имам некое жарење, печење, а и проследено е со сува кашлица. Ме интересира, јас се обидов 2-3 пати сум бил на матичен лекар, меѓутоа по-конкретен одговор не добив, односно преслушувањето со стетоскоп и таму ми рекоа дека нема ништо чисто е, меѓутоа јас ги чувствувам теговите, значи се уште. Добро. Би сакал нешто повеќе околу тоа, дали... Зашто би можело да стане збор? За кој проблем? Да. Добро. Друго? И второ се работи за мојот син, значи имаше пред известно време и тоа многу чудно, пневмонија. Добро. Имаше стафилокок ауреус, беше на лекување во Козле. Така. 10 дена со парентална терапија, значи сега правевме последно брисеви, нема веќе стафилококус ауреус, меѓутоа се уште од време на време има секрет, така прозирен, безбоен секрет. Инаку ние сме родители кои што, да речам, повеќе внимаваме бидејќи сме повозрастни и не го пуштаме вака да се меша со деца на негова возраст, сега и во градинка не од тие причини, па сакавме да прашаме што е подобро, дали да се избегнува контакти или да се, како некои постарите велат, дека е подобро да се пушти детето на жариште, односно да го стекне имунитетот. Но јас не сум приврзеник на таа теорија, па сепак повнимателно со тие работи. Да ве прашам уште за името и презимето заради подарокот, за да знам. Гоце Цветановски. Гоце Цветановски. Добро, ви благодариме што се јавивте, ви благодариме и за прашањата. Останете да не следите, доктор Анđелчо ќе ви одговори на двете прашања. Благодарам. Значи, конкретно кога станува збор првин за детето ќе одговорам. Така. Родителот нема да забележи сепак дека децата се нашата иднина, како што кажав на самиот старт. Детето треба повторно да се направи една лабораторија, детална лабораторија,
со изолирање на еден пнеумослайд тест, кој што ќе допринесе утврдување дали таа бактерија перзистира се уште во белодробието или не. И нормално може да се направи една рентген снимка која што ќе биде подкрепена со аускултаторен преглед, кој што ќе не доведе до фактот и до барањето дали нешто се работи за суперинфекција која што постанала па бактеријата резистентна на одредена терапија и така натаму и така натаму. Јас не сум поборник да затвораме децата во стаклено ѕоно. Така. Тоа никако не треба да се случи, сепак нашиот живот се состои бидејќи ние контактот со бактериите не можеме никогаш да го исклучиме. Единствено што треба да се работи кај децата е да се работи на нивниот имунитет. Така. Кога станува збор за таткото можам да кажам дека освен што посетил матичен лекар, треба да посети и пулмолог. Така, може да се работи за некоја алергија. Да, тоест интернист кој што покрај онаа проблематика што само ми ја напомена, не сакаме да звучиме драматично, но сепак треба да биде направен една белодробна рентген снимка, да се види дали е проблем со белодробието или пак да се размислува на некој кардиоваскуларен проблем. Затоа зашто се тоа што го наведоа може да не насочи, бидејќи белодробието е во врска и во близок контакт со и анатомски со кардиоваскуларниот систем, треба да бидат исклучени доста работи за да може да се даде соодветен пристап и одговор кон проблемот што го има гледачот што не се јави. Така, еве се надевам дека ќе ме послуша, значи убаво ви објасни доктор Англачо и за вас и за вашето детенце како треба да постапите понатаму за да видите што и како се случува и да исклучите секаква можност за некој проблем. Дали ме гледачи жели да продолжиме со разговорот? Ало. Ме гледач, добро вечер, повелете. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Во програма сум. Во програма сте, да. Да, добро. Видите, да ви поздравам, емисијата многу е добра, што е пак за дечиња, пошто стварно е многу актуелна. Така. И периодот е таков да стварно има потреба од ваква емисија. Би сакал да прашам до докторот две работи. Значи, првата работа ме интересира, спомнам да се покачи имунитетот кај дечињата, ако сака да објасни кои елементи го покачуваат, да речам, имунитетот кај дечињата, така во кратки црти. И втора работа ме интересира дечиња кои подкашлуваат, кашлаат преку денот, нема никаква температура, не манифестира некакви други, да речем, проблеми, така носе поттекнува малце, меѓутоа кашла. Како тоа да се свати, дали треба да се даде нешто, дали да се оди на лекар, дали да се постапи во таа ситуација, мислам, како докторот би сметал дека е најадекватно да се постапи во таква ситуација? Тоа би биле прашањата? Тоа би биле, да. Да, бидејќи ние денес имаме подароци, односно и денес и во секоја емисија ќе имаме подароци, додатоци во исхраната. Значи денес станува збор за пробаланс имуно, за имунитет. Вашето име и презиме за да можеме да ви доделиме еден од паковките. Добро, што треба? Вашето име и презиме, само колку да забележиме. Да, Стефановски Дамјан се викам. Како? Стефановски Дамјан. Стефановски Дамјан, добро. Да. Значи, Дамјан, останете и понатаму со нас, ќе слушнете одговорот доктор Ангелчо, а јас ќе кажам на крајот како ќе треба да постапите за да ги добиете подароците. Бидејќи самиот период за имунитетот кај децата, што бидејќи самиот период го наложува сето ова, мислам дека гледачите и јавноста заслужува да добијат таков одговор, како да им помогнеме на своите најмлади да го кренат имунитетот. Првенствено се знае дека цело време, во последно време, најактуелно нешто е исхраната, на кое што треба да се обрне големо внимание. Знаеме дека периодот што ни претходеше, доста се појавија суплементи кои што се со сомнителен карактер, па сега се предмети на одредени, како да кажам, проверки од страна на Агенцијата за лекови и на соодветните институции кои што работат на тоа. Треба да бидеме многу внимателни. Првично ние лекарите, педијатрите даваме еден, како да кажеме, изим, еден предлог до родителите да храната тотално е подобра или ја направат поквалитетна. Да биде тоа цело време со зеленчуци, овошја, користење на месо, млечни продукти кои што нормално во себе содржат и минерали и витамини кои што можат да го подобрат целиот имун систем. Доколку
не успееме на некој начин да одговориме на подобрувањето на имуниот систем само преку исхраната, тек тогаш се вклучуваат суплементи. Суплементите се безбројни, но сепак јас ќе кажам дека постои одредена група која што ние како родители секој за своето дете се ќе дадеме и ќе допринесеме само за да биде нешто најквалитетно да се користи. Апелирам до родителите да тоа биде продукт кој што е проверен и кој што е со изричита, како да кажам, поддршка од нас педијатрите за да биде даван на самите деца. Мислам дека има доста имуностимулатори, сега во поновно време имунодулатори, кои што го менуваат и имуниот одговор кај самиот пациент и кај самите деца. Мислам дека тука треба да бидеме внимателни. Постојаното внесување на витамин С и на пробиотик воопшто нема да ни представува проблем затоа зашто тоа е нешто најнеопходно и мислам дека го штити и поттикнува имуниот систем на еден таков кревок организам. Кога станува збор уште за нешто и еден многу битен момент, родителите и тоа семејството заедно со своите дечи да поминуваат барем овој временски период доста во повисоките места, покрај реки, покрај планини, покрај езера, каде што има поголем проток на воздух, за да можат тие PM10 частички и она сето што е штетно да го изнесат од самите себе си, тоест да го извентилираат, бидејќи белите дробови имаат таков капацитет и таква можност да се прочистат самите себе си. И за второто прашање во однос на кашлицата? Кога станува збор за ваков тип на неспецифични кашлици, ние може да го понудиме својот пакет на услуги кои што го нуди Институтот за белодробни заболувања кај децата, тоа е испитување на некој вид на алергии. Секако дека ова кашлица е ларингеална кашлица и доаѓа заради дразнење на ларингсот и фарингсот во исто време, но да не дојде до една специфична несакана ситуација која што не знаеме во кој правец ќе се одвива, а тоа станува збор за ларингитот, треба да се направат специфични испитувања дали станува збор за дразба, тоест инфект на тој фарингс и ларингс, тоест ларинготрахеален момент, или станува збор за некој вид на алергија, која што предизвикува да детето подкашлува постојано и да има иритирачки карактер. Нормално дека ние со тоа може да одговориме на тој предизвик и да утврдиме и да знаеме што да препорачаме на детето да зима во такви услови или што е терапијата соодветна на тоа што треба за да му се подобри општата состојба во која што се наоѓа. Во секој случај треба да се реагира кога има такво подкашлување кај дечињата и да се види точно што е причината. Јас реков и правилно се изрази дека таа ситуација треба да биде многу внимателно следена, бидејќи тој ларингит знаеме што може да доведе до една животозастрашувачка состојба, да доведе до една појава на круп, на еден ларингоспазам, кој што е опасен дури по живот на дечињата. Ние во склоп на Институтот за белодробни заболувања кај децата Козле, болница Козле, имаме и орала кабинет, каде што буквално сите методи ги исполнуваме, значи дури и ќе кажам дека сме центар за бронхоскопија, тоа е за отстранување на странни тела од самото белодробие. Тоа се аспирирани вдишани тела од страна на мали деца, каде што од цела Македонија пациентите стигат кај нас, дури нашите тимови, значи кои што работат на таа проблематика, работат со постојана, како да кажам, пареа, значи постојано ни се јавуваат такви случаи, тоа се работи веќе како рутина кај нас, а нашите тимови дури одат и на детска клиника докога е потребно или на детска хирургија, таму каде што се дечињата во засегнати со таков проблем на аспирација на странно тело. Доктор Ангелчо, секогаш кога станува збор за проблемите со дишните патишта, порано во оние времења кога ние бевме деца, сега не знам и дали вие се сеќавате, се вртеше околу зборот настинка. Меѓутоа сега во поново време некако се е вирусно, се е дали е тоа вистина така, дали настинка како настинка практично не постои, се е потикнато од некој вирус. Мора да се направи голема дистинкција, затоа реков дека постојат типови на инфекции кои што се од вирусен карактер и од бактериски карактер. Постојат ли реално настинки во денешно време или не? Реално настинката означува постојане на некој вирус кој што не иритира. Знаеме и сведоци сме, читаме, слушаме, учиме и доста емисии се прават околу таа работа. Мислам дека и нивото на емисиите, на информациите кои станува збор за кај децата и поготово и кај возрастните и засегнатите групи со одредени заболувања, треба да се знае дека вирусите мутираат и се тотално измутирани. Ние на некој начин и како лекари, како лекарска фела, од што доспеват носто постојано информации, не можеме ни да ги уловиме секој тип на мутација, генетска мутација кај тој вирус се дојде.
Да, вирусната присуство означува нели постоење на една вирусна инфекција која што е од измутиран некој, еве сега да бидам малку по едноставен за гледачите, од грипозен карактер, па ние го викаме тоа настинка, ствари тоа е самиот вирус. Значи сепак се е вирус. Да. Се е вирусно, значи нема настинки. Само прашање на тоа каков имунитет ние сепак имаме, дали ќе можеме да... Така и дали таа вирусна инфекција подоцна преминува во една бактериска инфекција, каде што после бактеријата ги предизвикува сите оние проблеми подоцнежни. Ајде да слушнеме кој е на линија. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавува на телефон Коста Андреевски. Коста? Андреевски. Андреевски. Добро, Коста, повелете. Сакам да го поздравам директорот, докторот. Ви благодариме. Ја оставив 30 години работно искуство во болница Козле. Така. Баш ми е драго. Напуштив работа, работев како лаборант и од 76-та година болницата ја познавам во душа. Ја би му посакал да го зачува брендот на болница Козле, која што важеше за Јужна Србија, Косово и Македонија. Ако успее барем да биде приближно како професор Тодосиевски, мојот прв директор, така, ќе му бидам благодарен. Така. Секако дека доктор Ангелчо сигурно се дека... Иначе во болницата Козле има врвни педиатри, сестри, лаборанти, од капија до горе. Толку дисциплинирани, што мислам дека ни една болница нема таков персонал. Така. Благодариме. Ви благодариме за убавите зборови. Господине Коста, ние денес исто делиме од Фарма С. Подарете го поклонот на некој друг. Добро, тогаш во ред. Тогаш ви благодариме што се јавивте, убаво си помабитивме, бавите зборови еве. Му потакувам среќа да го задржи брендот на болница. Ви благодарам. Ви благодарам. Ви благодариме, значи се верувам дека ќе биде така, бидејќи доктор Ангелчо навистина е еден амбициозен доктор пред се, педијатар кој што навистина си ја сака работата со дечињата и верувам дека се за доброто на дечињата, да бидат во добро здравје, ќе ја направи детската болница Козле уште подобра од колку што била. Мене ми е драго што еве се јавија, како да кажам, еден човек кој што е бил дел од тимот, така. Дел од тимот кој што е ветеран во таа институција која што и на самиот старт кажа постои од 65-та година. Тимот кој што функционира во моментот во детската болница Козле е тим на професионалци, долгогодишни професионалци во својата фела, тим кој придонел и дал свој допринос да дојде до овој степен да се направи една модерна болница, да кажам, која што ги надминува сите моментално во овој момент сите институции со својот изглед, со својот шарм према дечињата. Сето она што се наоѓа внатре е сушност органот или организмот што може да го претрпи, се носители на таа дејност и тие лекари кои што се внатре. Тие си и белек, вие пред малку спомнавте доколку се случи ваква или таква ситуација, нормално јас како човек кој што пред се сум лекар, педијатар и кој што ги сака дечињата од дното на душата, сакам ова институција, ова болница да прерасне во една регионална болница со капацитети, со нови дисциплини, дури и ван белодробните проблеми кои што се нели како и крстена како таква болница, но сепак бидејќи е позната како регионална болница, сакаме да го одржиме тој ентитет и да го унапредиме. Сето она што треба да биде сватено е дека модерната технологија не го чини, да кажеме, самиот костур на едно здраво здравство, туку лекарите и персоналот кој што работат на таквата проблематика. Нормално дека со својата, како да кажам, тематика и со својот план, со кој што влегов во ваков подвиг,
без разлика што дочекав кога се појавив како нов раководител на таа институција. Не ме интересира минатото, ме интересира и днината. Сакам да кажам дека битни се луѓето, битен е тимот, битни се работниците кои што навистина си работат својата работа. Само ќе кажам и ќе си останам на тоа доследен дека доколку нешто не чини во тој еден, како ја кажам, часовник, дека доколку едно делче не чини, тоа ќе биде отстрането на буквален смисел, но сепак ја мислам дека една машина може да работи и да функционира непрекорно и безпрекорно, баш се со цел и кон цел за да биде здравието на децата испочитувано. Другите работи се ирелевантни и дури не заслужуваат да имаат ниту, како да кажам, трунка чувство кон тие моменти. Само здравието на дечињата е основниот наш параметар, а тоа што го спомна господин Коста, значи ван капијата надолу што ќе се случува, тоа не е наша работа, тоа се приватни работа. Доктор Ангелчо, кога станува збор за проблемите со дишните патишта, малку да се навратиме на денешната тема, кои се тие симптоми кои што треба веќе да не загрижат нас како родители кога детето ќе биде болно и каде што ќе треба ние веќе да го однесеме на лекар? Претпоставам дека први постои еден период каде што велиме ајде ќе помине малку самиот организам да се избори со тој вирус, меѓутоа кога веќе треба да се реагира и што е тоа што матичниот лекар не треба да го испушти за да не дојде во ситуација да дојдат до кај вас? Обично кога станува збор за респираторни инфекции, знаеме на што се базираат тие инфекции. Треба да го утврдиме фактот и да го предвидиме на некој начин текот на развивањето на таа слика. На нас како професионалци, таа клиничка слика ни е многу добро позната, бидејќи клиничките услови се разликуваат од амбулантските услови. Самото следење на тој еден пациент кој ќе дојде со таква тескоба треба да биде обработен спрема протоколите кои што ние треба да ги следиме. Матичниот лекар треба да утврди дали тоа дете има промена во крвната слика и дали аускултаторниот наод на самиот пациент соодветствува и на наведува да помислиме дека станува збор за некаква си обструкција, за обичен трахеобронхит, дали за бронхитис или дури за пневмонија. Спрема тоа, општата состојба на пациентчето треба да се следи и понатаму да се испрати во терцијерна установа. Сепак ние сме терцијерна установа, болницата Коза е терцијерна установа каде што завршуваат случаевите кои што не можат да се решат амбулаторски. Од тука натаму нашата обработка е пак повторно според одредени протоколи, тоа е хоспитализација, веќе период на хоспитализација, каде што ние ги правиме понатамошните претраги, да ги наречам така, или лабораториски иследувања, за да утврдиме кој е причинителот и директно да се делува на причинителот. Со самото пронаоѓање на причинителот и изворот на моменталниот проблем, ние понатаму соодветно действуваме и делуваме кон подобрување на општата состојба на пациентот, а тоа ќе допринесе и ќе доведе до негово излекување. Што се случува со моментот со компликациите, кога станува збор, се добива бронхопневмонија, па дечињата лежат таму бронхопневмонијата или пневмонијата и кои се тие моменти кога доаѓа до влошување и комплицирање на една инфекција? Влошувањето е веќе кога ќе се засегне целиот респираторен систем, тоест потешкоти се јавуваат при дишење. Значи, знаеме дека веќе настанала огромна компликација, се активира целата мускулаторна, како да кажам, структура, за да може тоа дете да дише, веќе тоа означува проблем. Тоа означува проблем и кај појава на ниско количество на кислород во самата крв, што значи дека оксигенацијата е доста падната, тоа значи една состојба во која што доведува понатаму кон несакан момент да се доведе тој пациент кон некој циркулус витиосус, тоа мораме да го исправиме ние клинички. Дали тоа дете ќе биде оксигенаторно зависно, значи па ќе дадеме кислород, значи да утврдиме инфекцијата што е настаната, соодветно да се делува антибиотски, значи и дури и користењето на кортикостероидите, за кои што јас сум голем противник, но сепак доколку станува збор за ситуација која што гледаме дека е безизлезна, треба да биде соодветно делувано дури и со кортикостероиди. Значи дека ние треба да следиме протоколи кои што ни се пропишани. Самото следење на тие протоколи зависи од лекарот кој што го води тој пациент.
никако не сме допуштили ниту досега, нити па ќе биде допуштено да биде некој пациент пропуштен и да не му се направат сите потребни лабораториски наоди, дури и рентгенграфија на тие бели дробови, за да можеме да ја препознаеме и соодветно да действуваме на причинителот на заболувањето. Сите тие тескоби знаеме дека потешкоти со кашлица кој ќе се јави да едно дете кашта или го имаме оној кучешки лавеж, значи се суспектираме и на одредени заболувања кои што мислиме дека се искоренети од државата, зборам за магарешката кашлица, зборам дури за туберкулозата, како не е дека сме ја искорениле, пак сепак се доаѓа до појава на одредени такви моменти кога ние веќе сме имале случаи, еве наближува крајот на годината, ќе дадеме и свој собствен извештај дека постојат се уште со пертусиформни моменти кои што се јавуваат, значи со пертусис и со појава на ТБЦ кај одредени дечиња. Тоа на крајот на годината ќе искочиме со еден извештај и ќе кажеме колку сме оваа година сретнале такви случаи. Значи не треба ништо да се пропушти и заради тоа мораме да ги направиме сите лабораториски и рентгенолошки испитувања, дори го спомнав на почетокот пневмослайдот, првиот на пневмослайд, изолирање на одреден причинител од самиот спутум и кој што ќе не доведе само кон причинителот на такво нешто. Така. Ајде да се обратиме уште еднаш до гледачите, значи од денеска па во сите емисии понатаму на ваш термин, соработката со Фарма С ја остваривме и ќе делиме за нашите гледачи суплементи или додатоци во исхраната во вид на витамини. И ни остана уште 2 пакувања, ако има некој заинтересиран да ги добие, може да се јави и да се вклучи во нашиот разговор. Доктор Ангелчо, значи кажавме за проблемите. И претходниот гледач кога се јави се интересираше во однос на тоа кога веќе се случил таков проблем, лежало детето кај вас во козле и сега веќе треба да биде еден период. Предпоставам дека треба да се внимава кога веќе ќе добие едно дете пневмонија. Еден период треба да се внимава, зашто тогаш е организмот уште покревок, имунитетот уште послаб со оглед на тоа, нели, поминал низ некој третман на антибиотици. Што потоа? Значи, на што треба најмногу да внимаваат родителите кога веќе едно дете ќе добие пневмонија? Родителите треба да внимаваат и да сами забележат дали е честа таа респираторна инфекција, ако станува збор за пневмонија, дали тоа дете почесто се разболува, веќе кажам, само да го простам фактот да се разболува, да спушта долу на плуќа одредена инфекција. Значи, тука веќе имаме момент за понатамошни испитувања и исследувања кои што би ни покажале кај е недостатокот во тоа белодробие. Колку пати е нормално во годината да се добие или не е нормално воопшто да се добие? За еден добар здрав организам, значи зависно од временскиот период. Колку е во ред? Значи јас кажав и на почеток, зависно од временскиот период, нели нормално е ако децата знаеме дека денот го поминуваат во училиште или во градинки. Голем дел од денот, додека родителите се на работа и да ги земат од работа и подоцна да можат да бидат со нив. Знаеме дека тие деца се во една средина, тоест во едно семејство друго, каде што меѓусебно може да се пренесат се. Тој преносен момент е капковно, значи искашлување на тоа детето, кашлица. Значи сите знаеме дека родителите не дека не се совесни, едноставно немаат некој излез, па ги пуштаат и болните дечиња да идат во градинки и во училиште. Мислам дека тоа е тотално погрешно, но сепак ние тоа не можеме сега да го супримираме на некој начин. Има механизми како се решава во западните држави да бидат и такви дечиња згрижени, но сепак пак апелирам до родителите првично да тие деца не бидат пуштени веднаш на училиште, на школа, бидејќи се уште се потенцијални извори на епидемија. Бидејќи кај нив тоа се ланчано шири во еден вид на ланец, дека едното на другото, третото така се пренесува, све зависи од имунитетот на едно дете. Потоа би апелирал и до самите институции, тоест градинките или училиштата, кај што ова дека треба се обрне внимание огромно на хигиената, да се обрне големо внимание во моментот на проветрувањето на просториите, во моментот на стерилизација на тие простори. Модерен век сме, има доста, да кажеме, препарати кои што можат конкретно да ги уништат тие бактерии и моментот на одредено зрачење или УВ зрачење кој што бактериите се осетливи на тоа и можат да дадат голем придонес
кон заштитата нели на таква средина. Нормално миењето на рачињата ние како родители треба да им го пренесеме сето тоа на нашите деца, да знаат да измијат рачиња, да измијат лице, за да не дојде до како да кажам ширење на таков вид на контагиозност и да не тие се продолбочуваат кон тоа. Значи секој организам кој што е ослабен, секој дека треба да помине еден период во домашни услови, да не настане период на реконвалесценција, за да тие може да го повторно повратат заболувањето кај нив. Така. На почетокот кога кажав дека нели се шират информации дека детската болница Козла е полна, сега имаш информација во однос на причините за појавата. Значи велат кревкиот имунитет на децата, реагира на лошиот квалитет на воздух, дополнителни проблеми штетните гасови од возилата, частичките и така натаму кои што се емитуваат во воздухот. Мислам дека се опфативме, да, кои што предизвикуваат. Јас можам еве сега да информирам дека денеска е се во ред, значи во центар PM10 честички 15, загадување на воздухот само 8. Можат сега граѓаните малку да прошетаат надвор. Меѓутоа, што кога е во оние граници каде што е над дозволеното? Дали тогаш навистина оние маски кои што ги препорачуваат штитатот? Јас или само во претходнава недела доста имаме гледач, ајде да го вклучиме гледачот, па ќе привршиме со муабетот. Повелете, добро вечер. Добро вечер. Повелете. Поздрав до докторот и до вас. Благодариме. И баш ме интересира нешто, јако сум постара особа, нешто да ми каже во врска со ова што го збориме како замор. Ја гледам овде како за срцеви заболување, за постариве, само ништо вам ќе бидам за постариве особи. Кога се оди, например, и кога осеќаат бол во градите, едно 15, 20, 30 метра, дали е нешто до белите дробови или кардиоваскуларно нешто околу срцето? Добро. Тоа е само прашањето. Бидејќи делиме витамини за имунитет, кажете ми го имате презимето? Не сакате? Добро. Дајте ги на некој друг. Добро, фала ви. Тогаш останете да слушнете што ќе ви посочи доктор Ангелчо во однос на вашиот проблем. Доктор Ангелчо? Сепак како лекар, не само што педиатријата е нормално интернистичка гранка, каде што ние сме интернисти, ама на дечи. Така. Нормално дека кога станува збор за ваков вид на замор, по краток временски период, дали станува збор за пешачење, дали станува збор за качување на скали и така натаму, кога се јавува кај еден организам ваков недостаток, тоест губење на воздух, секако дека првата, како да кажам, линија која што ние ќе ја помислиме или првата точка за која што ќе се посуспектираме е срцето. Значи кардиоваскуларните проблеми не е до белите дробови. Белите дробови се, да кажеме, оксигенатори на целата наша крв, од кај што се внесува кислородот и сите гасови кои што се пропратни преку него. А срцето е онаа пумпа која што нас не движи. Морам да бидам поедноставен за да бидам разберен од граѓаните, за да не го искористам, да кажеме, својот лекарски речник, па да не бидеме разберени и емисијата да си добие своја тежина. Секако дека треба да се обрати на интернист кардиолог, кој што ќе ги направи соодветните испитувања. Тие испитувања нормално дека мислам со оглед на годините на господинот кој што се јави, дека сепак треба да биде направен еден стрес тест, доколку го дозволуваат неговите години, и една лабораториска претрага на целата крв, станувајќи збор во врска со холестеролот, со триглицеридите, со специфичните воспаленија кои што ги носи еден организам, и да буквално самиот негов кардиолог му даде соодветна терапија, ако не прима терапија или таа терапија не чини, да му ја субституира со друга. Мислам дека тоа е она што можам јас сега да го одговорам. Сепак повеќе би биле проблемите околу кардиоваскуларниот систем отколку проблемите со дишењето. Ајде, никако ни помина времето, меѓутоа како за крај еден совет до сите родители како да се грижат за своите деца. Еве во овие, како да кажам, во оние денови кога навистина е загадувањето е големо, не можеме да го избегнеме. Се надевам дека еве сега од владата преземаат некои мерки, да се надеваме дека ќе донесат некое соодветно решение, малку и ние да подишиме чист воздух. Како да постапува? Тежне е кроз целата емисија да им советувам да апелирам и до родителите, како апелирајќи до родители, сите сме родители на еден начин, и до властите на нашава држава,
да се превземат неопходните мерки првично од страна на самите градски власти во сите градови на целата држава. Знаеме дека сите сме веќе зафатени со самото загадување. Постојат мерки кои што треба да се испочитуваат, постојат соодветни решенија кои што ние треба да на некој начин како дел и граѓани да ги имплементираме или да бидеме послушни доколку тие не бидат на некој начин дадени, бидејќи се работи за здравјето на нашите најмили, а и за нашето здравје. Како лекар, педијатар, почесто го изнесувам фактот дека не сум противник на носење на маските кога станува збор, но тие маски не треба да бидат само обични маски. Тие маски треба да содржат активен јаглен или некој филтер низ кој што тие PM10 частички не може да продрат. Нормално дека тие се многу ситни, затоа се наречени PM10 поради нивната големина од 10 микрометри, кои што сепак еден дишен систем не може да ги сопре, него тие се внесуваат во нас, затоа и го препорачувам носењето на маски, како кај децата, така и кај возрастните, кога се моменти на нужно излегување од домот. Јас затоа реков дека децата го поминуваат поголемиот ден од денот во училиштата и во градинките, а подоцна нели со родителите или во домот. Кога ќе осетиме и убав момент, значи на чист воздух, треба да се направи една прошетка, а за време на викендите и тоа семејно дружење, таа семејна, да кажеме, топлина, децата да ја почувствуваат и само да ја сватат како игра, како топлина на едно семејство, да си ги изнесеме децата на повисоките места, да можеме да ги изнесеме покрај некоја река, покрај некој езеро, каде што има поголем проток на кислород и со тоа да помогнеме на белите дробови да го исфрли се тоа што е наталожено и што хемиски би делувало во подоцечниот период. Нормално да обрнат внимание на исхраната во овој период да биде збогатена, значи како со протеинска, така и со витаминско-минерална структура, за да можат да бидат помош, потпора на тој еден кревок организам, да ги пребродиме овие неколку месеци, нормално и да се надеваме дека и властите ќе делуваат соодветно и совесно кон отстранување на овој вид на загадување. Нормално, ние стоиме на располагање на родителите на пациентите, како за совет, така и за помош, така и за третмани за лекување, но сепак да не би дошло до тоа да очекуваме дека ќе се подобрат сите они услови кои што ќе бидат понудени како некое изводливо решение во моментот во нашата држава, иако знаеме што наследивме, како да кажам, и тоа треба да биде исправено. Само со заеднички сили и заедничка соработка може да дојде да дадеме допринос да се сето тоа биде сменено. И уште еднаш да апелираме за сите оние симптоми за кои што се специфични за дишните патишта, да не остават на случајот, него да реагираат навреме. Реагира навремено, да се појават први кај својот матичен лекар, кај својот матичен педијатар, а подоцна да ние може да соодветно, доколку е потребно, некој си делувањето од терцијарен тип да го заврши. Ви благодарам за денешното гостување. Се надевам, како што кажавте, за оној извештај кој што го споменавте, би било интересно да бидете повторно дел од ваш термин, па некако и да го презентираме до јавност. Ви благодарам. Нема никаков проблем, секој дека сум и отворен за соработка и во секое време можам да дојдам и да го кажам и личното мислење и фактичката состојба во која што. Благодарам уште еднаш, ми беше задоволство. Истина. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам за денес и благодарам на вниманието за сите оние кои што еве се јавија, ќе ги прочитам: Петровска Љубица, Гоце Цветановски, Стефановски Дамјан, беа тие што сакаат да ги добијат овие витамини. Веќе од утре од 9 часот до 15:30 може да дојдат во телевизија Сонци да си ги подигнат подароците. Останува да се видиме за 7 дена во исто време. До тогаш ве оставам во убаво расположение. Имајте добро здравје.